Господине Петковски, по трагедијата што се случи во општина Киселавода во Скопје, каде еден градежен работник го загуби својот живот, а тројца други беа повредени, дали може да ни кажете, еве тука се поставува прашањето, каде потфрли македонскиот систем, односно каде потфрли државата, за да имаме уште еден загубен живот? Обично, например, кога се случуваат вакви несреќи на работното место, тој е јасен индикатор дека системот за превенција или таа превентивна култура не функционира или не профункционирал. Постојат многу, да кажеме, причини зашто се случува една несреќа на работното место, но основата е во немањето на таа превентивна култура. Ако во Македонија од 2007 година го имаме тој закон за безбедност и здраве при работа кој го обврзува работодавачот како единствен кој се грижи за да ја обезбеди безбедната и здрава работна средина, тогаш доаѓаме во ситуација, тргнувајќи од тоа, да видиме во суштина, да се обидеме да разбереме зошто тоа се случува. Но многу пати во Македонија се случуваат, а тоа барем во изминатиот период од 30 години се обидувам да го потенцирам дека во Македонија се гине на работните места. Едноставно се случуваат некои ненаучени лекции кои во континуитет не се повторуваат. Сакам да потенцирам дека колку и да сакаме да импровизираме дека во Македонија, оправдувајќи се дека всушност безбедноста и здравјето при работа чини пари, сепак гледате дека непримената едноставно резултира со загубени човечки животи. Ако малце подлабоко навлезам, тогаш ќе дојдам во ситуација да набројам некои 2500 потешко повредени на работните места или луѓе, работници кои отсуствуваат повеќе од 3 дена од своите работни места заради тоа што се повредиле на работното место. Овие според официјални податоци, осумина кои загинаа во минатата година во 2025 според информациите на Државниот трудов инспекторат, зборуваат дека всушност само мал број од оние несреќи на работните места, само мал број од оние смртни случаи всушност се евидентираат во Македонија, што го поставува на уште едно позначено место дека податоците во Македонија всушност не ни се унифицирани и не ни се сообразни. Од друга страна, зборуваме за тоа дека најчесто кога разговарам со новинарите, зборуваме дека законите дали се на место, дали истиот тој закон се спроведува и така натаму, дали е тој закон кој имаме, закон кој може да обезбеди една ваква превентивна култура. Всушност, ако повторно влеземе подлабоко, зборуваме за тоа какви ни се нашите навики како општество, како луѓе. Ако ние не се грижиме едни за други, ако ние не ги спроведуваме законите кои самите сме си ги донеле, ќе дојдеме во ситуација да го имаме ова токму што го имаме вчера, завчера, па ќе бидам и малце груб и утре. Така, кога веќе споменавте статистиката, ќе се навратиме малку понатаму на статистиката. Ме интересира еве поконкретно за овој случај. Според вас како би оцениле вие ситуацијата? Дали станува збор за изолиран случај или системски пропуст? Не очекувајте од мене, бидејќи немам соодветни доволни релевантни информации да дојдам и да всушност изнесам било какво мислење во однос на овој случај. Не сум бил на лице место, не сум го видел, да кажеме, настанот, не сум ги видел, не ги имам пред себе предусловите кои потенцијално би довеле, да кажеме, до самата несреќа. Колку што можам да разберам, и тоа го разбирам од вас, новинарите, едноставно четворица, се поклопени, тоа се потрупани од земја, која се обрушила во јама, која што требала да биде за основи и толку. Едноставно, еден немал доволно среќа да преживее, останатите со потешки повреди. Кои се најчестите причини за вакви несреќи кај нас? Непримената на мерките. А ако ме прашате да кажеме каде е одговорноста, кај работодавачот. Зошто се случуваат? Заради тоа што не се применуваат мерките кои се предефинирани. Значи, не безбедностни мерки не се применуваат на работните места, не се споменува планот за безбедност и здравје при работа,
не се консултира стручното лице за безбедност и здраве и правото или доколку се консултира, тоа се работи проформа, заради тоа се случува. Така, од Државниот инспекторат за труд за телевизија 24, токму за овој настан кој што се случи, велат дека објектот не бил обезбеден, но сите ангажирани работници биле во работен однос кај подизведувачот, односно цитирам, од областа на безбедност и здравје при работа утврдено е дека не биле превземени колективни мерки за заштита, односно не било направено подградување на ивиците на темелната јама или друг начин за заштита од обрушување на земјиштето, што е и причината за несреќата на работа. Што конкретно еве ова значи и што требало да биде направено за да не дојде да имаме повторно повредени работници и еден загинат работник? Ете, ви имате повеќе информации на ја што има. Значи, во нашиот случај или во било кој друг случај на светско ниво, инспекцијата е таа која треба да се произнесе во ваков случај. Доколку тие велат дека не биле превземени, да кажеме, колективните технички заштити, тогаш тоа не било превземено. Кога станува збор за колективни технички заштити, тоа значи заштита која всушност не е на индивидуалецот, него е на сите оние кои се присутни на самата локација, работници кои се биле присутни на самата локација, не било предпоставувано од тоа што ве слушам дека го коментирате, не било обезбедено самиот ископ, тоест поточно земјата не била соодветно технички обезбедена, не биле ставени тие граничници кои би спречиле да земјата падне, да се обруши повторно во јамата. Едноставно ги имате одговорот, онаш кога само свртете го на обратно што ми го кажате, ќе видите што требало да превземе работодавачот на тоа само работно место. Колку често во пракса се игнорираат ваквите безбедносни стандарди? Самите несреќи дека во Македонија кажуваат дека всушност ние многу пати правиме компромис со она што не треба, со здравјето и со безбедност. Едноставно доаѓаме во ситуација дека одредени работи, има една стара македонска девизија, тоа е 100 пати сум го правил, ова не ми се случило, па нема ни сега. Доволно е само еднаш да се случи. Ако дојдеме во ситуација да според одредени информации на граѓанскиот сектор утврдиме дека всушност двојно е повисока веројатноста да се повредиш или загинеш на работното место во Македонија отколку во било која друга поразвиена европска земја, тоа ќе ви биде јасно колку всушност се применуваат или не се применуваат мерките за создавање на таа превентивна култура на работното место. Имаме ли проблем во нашава држава со недоволен инспекцијски надзор или со непочитување на законите? Каде затајуваме? Кај работодавачот или кај институциите? Па видете, ако ги гледате извештаите на Европската Унија на годишно ниво што се изготвуваат, ќе забележите дека дури според изјавите на Државниот трудов инспекторат, бројот на инспектори потребно е да се зголеми. Според тие извори, само ги цитирам овие извори, кога ќе разговарате, да кажеме, со Државниот трудов инспекторат, ќе утврдите дека малтене околу 26.000 има, да кажеме, инспекцијски надзори тие на годишно ниво. Самото тоа по себе зборува дека тие се присутни на терен, но од друга страна несреќата на работа е како, ајде најблиско да ви определиме, да еден фудбалски натпревар. Ако на едната страна е тимот на работодавачите, на другата е работниците, не можеме ние да очекуваме судијата да ја игра играта. Ние доаѓаме во овој случај судијата или инспекторот може да ги спроведува правилата кои ги дефинирале овие двајца под амин на државата и дека всушност почитувањето на тие правила на работните места ќе го спаси човековиот живот или поточно нема да ја произведува на армија од 2500 и повеќе, да кажеме, повредени на работните места. Затоа, буквално заради тоа, дури во рамките на проектов кој го спроведувам сега во моментов, под покровителство на Меѓународната организација на трудот, 4 основни столба се адресираат во да се промени нешто дека во Македонија. Првиот е законската рамка, тоест поточно да се апдейтира законот да всушност одговара на европската легислатива. Вториот е
делот на податоците кои не ни се усогласени. Ние мораме да имаме унифицирани податоци не заради бројките, него заради тоа да знаеме што ни се случува на работниците во Македонија и всушност каде треба да делуваме. Број 3 е делот, например, на самото подигнување на капацитетите на Државниот трудов инспекторат. Не само број поголем, него да се направи независна, самостојна, професионална служба која ќе биде улога на овие два субјекта, работодавачите и работниците, се со цел да ги заштити средствата кои ние на годишно ниво ги трошиме како директни и индиректни трошоци поврзани со несреќите на работното место. Колку работниците сами пријавуваат небезбедни услови при работа и колку се свесни дека тие услови се небезбедни, односно дали има некаква едукација која што му помага на работниците за да сватат дека одредени услови за работа се неприфатливи, односно небезбедни и може да го загрозат нивниот живот. Еве од овие податоци кои ги споделив, например 25.000 инспекцијски надзори, некаде околу 14.000 се отпаѓаат на оние кои на повик, или поточно каде што инспекторот е повикан да оди. Значи, македонскиот работник се повеќе и повеќе пријавува дека всушност има нешто што е потrebно во областа на трудот, кој смета дека судијата го реши во случајот, да кажеме, Државниот трудов инспекторат може да излезе на терен и да му помогне да го реши. Не знам колку знаете, во рамките на Законот за безбедност и здравје при работа, секој работник мора да биде обучен безбедно и здраво да ја работи својата работа. Значи, покрај тоа да е обучен, треба и здравствено да биде прегледан, да кажеме, воден следбено на проценката на ризик во одреден период, да се утврди како работното место влие на самиот работник. Но ако сите овие работи ги правиме про форма, повторно ќе имаме само целофан, но нема да имаме содржина, внутра ќе биде скапано. А ваквите несреќи покажуваат колку е нашето општество во однос на оваа превентивна култура почнува да скапува, почнува да се распаѓа. Што покажуваат статистиките во изминатите неколку години, дали бројот на работници кои се повредени или загинати расте или опаѓа, еве поконкретно кај нас тука? Па, според оние податоци кои во минатото ги лично јас имав учество, да кажем, од 2007 до 2020 и би рекол 4-та година, имав можност директно да учествувам во нивна изработка како дел од една професионална невладина организација каде што ги собиравме информациите токму од медиумите, токму од засегнатите страни, од директните учесници. Зборуваше за еден тренд на речиси една несреќа со смртен исход на работно место во текот на една недела. Кои практики еве од било која европска држава може да се применат кај нас, се со цел да се намали бројот на жртви? Вчера еден ваш колега исто така ме праша кои практики што би можело да се направи. Наместо да ја должам работава, една кратка порака да испратам. Се е, ако сакаме да видиме и ако сакаме промена на работиве, веројатно треба да следиме каде одат парите. Што значи тоа? Многу повеќе сум сега во последниве години, да кажем, во последнава деценија присталица и стално тоа го зборувам дека осигурувањето мора да ја изигра клучната улога во осигурувањето или во обезбедувањето на таа превентивна култура. Апелирањето на нечија свест, нечија, ајде да кажеме, човечност и така натаму се покажало во историјава дека некако не паре доаѓа во ситуација да се вклучи баш тогаш кога треба. Но, ако се покажало нешто дека работи на Западот, тоа е дека всушност одговорноста ја превзимате со тоа што за секоја своја грешка ќе плати. Кога доаѓаме до плаќањето, затоа и го реков, системот на осигурување на секој работник, кој што всушност и во моментов го правиме, но парите кои одвојуваме од нашите плати одат во буџетот, доаѓаат во ситуација да всушност ја одиграат или да го постават тоа правило или едноставно одговорноста во однос на несреќите на работното место да бидат јасно дефинирани, јасно нумеризирани, јасно исплатени и на крајот одговорноста кога нешто не било преземено
да биде и со име и со презиме, а не да биде колективна на еден цел народ, на една цела група, на една цела, да кажеме, индустрија и така натаму. Едноставно имаат име и презиме непревземање. Господине Петковски, јас ви благодарам. Благодарам и на вас.